Нова тема на која што посветуваме внимание во Македонија наутро во блокот од 8 до 9 часот, а ја отвараме вака. Во историјата на македонското здравство, првата трансплантација на бубрези е направена во Македонија во времето на Југославија во 1977 година. 2 децении по првата трансплантација во светот во Соединетите Американски држави во 1954. Во 2020 година во услови на ковид пандемија во Македонија беше направена првата трансплантација на срце, во 2021 година првата трансплантација на коскени ткива, додека во 2022 првата трансплантација на црн дроб. А статистиката вели дека за неполни 4 години имаме 85 донирани органи, од кои 38 бубрега, 11 срца, 4 црни дробови и 32 коскени ткива. Толку животи спаси хуманоста на нашите граѓани и нивните семејства изминатиот период. Причина повеќе утрово да зборуваме за тоа колку е значајно органодонорството, за кое гласно се говори, праќа порака и кампањата која ја реализира Министерството за здравство, а финансирана е од Европската Унија. На оваа тема велиме добро утро за доктор Александра Гавриловска-Брзанов, заменик национален координатор за трансплантација. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и до вас, добро утро и до гледателите на малите екрани. Сега, трансплантацијата на органи освен што спасува животи, ги поставува и темелите на етичките принципи во здравството, но и во општеството во целина. Бројките ги кажавме за Македонија во изминатиот период. Тие говорат се повеќе за во прилог на хуманоста, што секако треба да се потенцира и јавно. Можеме да кажеме дека сме задоволни со овие бројки, иако секогаш можеме да направиме повеќе, но ако го коментираме трендот, кој ќе биде коментарот? Најнапред би сакала јас да ви се заблагодарам за поканата и можноста да зборувам во оваа емисија на една толку важна тема како трансплантацијата и органодарителството. Се надевам дека ќе успееме да допреме до гледателите покрај малите екрани, да им ја истакнеме на нив важноста и потребата од оваа толку благородна кауза и да поттикнеме да размислуваат за органодарителството и трансплантацијата. Секако дека сте во право, значи во Македонија постои еден позитивен тренд, меѓутоа никогаш не треба да сме задоволни. Секогаш треба да работиме за повеќе и да се трудиме кон повеќе. Што е многу интересно е што трансплантацијата е еден највисок чин на човеколюбие. И верувајте дека во медицината, со целиот нејзин напредок, со напредокот на технологијата, се уште не постои идеална медицинска направа која што на вас ќе ви го спаси животот. Значи, секогаш треба да се подпреме на крај кога имаме мозочна смрт и можност за оние здрави органи да се даруваат, да го гледаме тоа како можност да се подари живот. На крај крајава сите ние сме некогаш пациенти, нели? Абсолютно. Сите ние имаме некогаш потреба од здравствениот систем. А што е многу важно и што јас сакам да истакнам, сушност е дека стапката на трансплантација е во некој смисол и мерило за колку е силен нашиот здравствен систем. Може би ќе се запрашате зашто, тоа не е само кај нас, тоа е во целиот свет. Затоа што сушност во трансплантацијата не е тоа солитарна гранка, не е тоа една соло медицинска дисциплина. Тука се вклучени безброј луѓе, многу специјалности, лекари, медицински сестри, болничари, помошен технички персонал. Во овој процес сите работат сплотено, за да може да се подари нов живот и шанса на пациентите. И сосема сте во право што го истакнувате етичкото значење, затоа што тоа е еден највисок чин на човеколюбие, верувајте. И споминавте секогаш може подобро во прилог на ова и кампањата која што ја спомена Иване во самата најава, која што ја реализира Министерството за здравство со финансиска поддршка од Европската Унија. Овие фотографии кои што пред малку ги видовме се всушност дел од кампањата и активностите кои што се организираат во текот на целата година. Што помина, што не очекува? Поминавме доста, не очекува уште доста, како што кажавте и самите имаме организирано изложби во кои што многу ми е драго што најмногу беа всушност вклучени и по младата популација. Каква е нивната реакција? И знаете што е многу интересно? Во нив е иднината всушност, нели? Ако они се осеќаат доволно вклучени, а верувајте дека веќе им станува познат процесот, они се уствари иднината која што на нас може да ни даде многу голем напредок. Они имаат еден посебен ентузијазам, они имаат една посебна емпатија, затоа што веќе почнуваат
да го разбираат органодарителството и трансплантацијата како еден од највисоките чинови на човеколюбие. Со овие панел дискусии и изложби посекако дека многу се постигне и се, да кажам, на некој начин зголемува свеста. Всушност, тоа е една од идеите на моето денешно гостување, нели, секогаш да работиме на подигнување на свеста во јавност. Знаете дека во склоп на тоа се снима и документарниот филм, и тоа исто така една многу интересна приказна, да од другата страна всушност видат реалните приказни на пациентите кои што се наоѓаат всушност во овие најтешки моменти. Имаме и две реални приказни, нешто подоцна ќе ги видиме во Македонија наутро во прилог на темата, да. Тоа уствари е и она што ние го работиме, приказните и успешноста на приказните најдобро говори за тоа што ние го работиме. Хрватска европски лидер во пресадувањето органи, каде сме ние, колку пациенти има на листата на чекање за трансплантација во моментов, на кои органи најмногу се чека? Во право сте, да, Хрватска е регионален лидер во регионов и ние како таква многу ја цениме и препознаваме. Они се вклучени во сите наши континуирани едукации кои што ние ги спроведуваме и навистина имаме доста помош од нив. Меѓутоа јас тука навистина би морала да потенцирам една работа, а тоа е дека според статистиката на нивното Министерство за здравство вели минатата година они имаат 116 пациенти диагностицирани со мозочна смрт и здрави органи и при тоа, верувајте, 110 од фамилиите се одлучиле да ги донираат овие органи. За жал, тоа кај нас тоа говори во прилог на свеста, да. Тоа говори во прилог на свеста и затоа они и имаат успех толку голем во регионот. Во однос на листите за трансплантација би сакала да потенцирам дека тоа не е статичен процес. Верувајте дека тоа е еден динамичен процес кој што постојано се менува секојдневно. Значи, пациентите кои што имаат крајни органски оштетувања се всушност поставени на таа листа од клиниките каде што си ги вршат испитувањата. Потоа таа се ажурира во Министерството за здравство и така се кажува крајната бројка. Од прилик имаме повеќе од 100 пациенти за бубрез, имаме за срце, имаме за црн дроб. Меѓутоа, јас сакам нешто друго сега, вас да ве прашам. А што е со листата на дарители? Сваќаме ли дека уствари листата на дарители е таја која што ќе подари живот и орган на овие пациенти? Па со зголемување на листата на дарители ние всушност влијаеме да се намали листата на потенцијалните пациенти кои што чекаат трансплантација. И кога сме кај листата, пресадувањето на органи од жив дарител се прави низ годиниве на клиниките, но вие како здравствени работници многу често и гласно говорите за потребата од поголема кадаверична трансплантација. Успевате ли во тоа низ годиниве? Значи, морам да кажам дека сум една од лекарите, специјалист анестезиолог, која што изминативе 7 години вклучена всушност и во таа living donor трансплантација, која што се работи кај нас на Универзитетската клиника за урологија. Што би сакала да потенцирам овде, кај што е многу важно, верувајте дека кога ви имате living donor person, односно нели жив човек кој што ќе дојде да дарува орган, него не го рачунате вие за пациент. Тоа не е пациент, тоа е човек кој што од алтруистични причини доаѓа во болница по штета на самиот себе да подлегне на многу голема операција. И тоа е за нас сушност и дополнителен терет кој што ние го носиме, затоа што секогаш мора да биде све безпрекорно, а како и секаде во медицината немате 100% успех. Да, и многу често имаме пациенти кои што не можат да најдат сроден донор. Затоа тука се работи многу на подигнување на свеста за органодарителството и всушност зголемување на бројот на кадаверичните трансплантации или трансплантациите од починат донор. Сакам едно подпрашање тука, бидејќи зборуваме за зголемување на свеста. Но предпоставам дека не се само медицинските лица, не се само докторите тие кои што треба гласно да зборуваат за тоа. Имаме ли повеќе чинители во општеството, ако го земеме примерот на Хрватска? Добиваат ли здравствените лица поддршка од другите чинители во општеството за да заедно ја зголемат свеста за органодарителството? Или дека се зборува парцијално само еднаш или два пати во годината. И така натаму и така натаму. Да, колку сите чинители може заедно да придонесат кон сите ние, ама апсолутно сите ние. Не треба ли поддршката тука кај нас во апсолутно не треба и затоа сме многу благодарни и покрај тоа што сега можеби само еднаш или два пати годишно ние сакаме тоа да биде постојано, значи колку почесто се зборува за таа тема, можеби многу подостапна ќе стане
за сите гледатели и за целото општество да се свати дека тоа е всушност еден од најхуманите чинови на човеколюбие, кога ти можеш во моментот кога еден живот згаснува да подариш органи, да спасиш нечи друг живот или евентуално да го подобриш и квалитетот на животот. Верувајте дека што год ние да направиле, ако од другата страна, значи обичниот народ и популацијата тоа не го разбира, за нас е секогаш најтешко. Затоа што пред се мораме да го подигнеме здравственото воспитување на населението и можноста и достапноста за се во ова појавно отворено да се говори, за сепак на нив да им стане многу подостапно. Податоците на Министерството за здравство споменав дека говорат во прилог на трансплантациите во државата, но се уште недоволни за да влеземе во европската мрежа во Евротрансплант на размена на донирани органи. Прашањето е што ни е потребно за да можеме да станеме дел од оваа мрежа. Морам да бидам искрена дека би сакала тука да го развиеме органодарителството и да го зголемиме бројот на органодарители за после тоа да размислуваме тамо. Видете, тоа е еден прилично комплексен процес. Значи, тоа е Евротрансплант е организација кај што членуваат 8 земји, меѓу кои што и Хрватска, нели она рековме лидер во регионот, и имаме Шпанија која што е лидер во Европа, Турска која што е лидер во однос на живите дарители на органи, например кај нив кадавиричната воопшто не е заживеана, меѓутоа не мислам дека не нешто премногу работат на тоа. Што е целата поента е што кај нас ние најнапред треба да си го зголемиме бројот на дарители, тука да си ја зголемиме бројката, после тоа да работиме на ние дополнителни процеси како акредитација на специјални лаборатории со европски федерации од имунологија, со поддршка, пошто они бараат да имаат исто така сертифицирани лаборатории кои што на годишно ниво ќе се прават акредитации кај нив, така да тоа е прилично комплициран процес, меѓутоа ја што би сакала да нагласаме дека на вистина ние првично треба да се сконцентрираме овдека на нашата земја и евентуално на регионот. Така. И за крај, квалитетен живот по трансплантацијата е можен, многу реален. Апсолутно да. Како што и претходно напоменавме, за тоа најдобро говорат сите наши успешни трансплантации и примери кои што ги имаме досега. Неслучајно ви го поставивме ова прашање, бидејќи е совршен вовед за линковското вклучување кое што го имаме во продолжение во Македонија наутро, една убава приказна која што ја имаме од Штип. Благодарам за гостувањето, докторка, во утринската програма. Се надевам дека ќе се гледаме во иднина со убави теми и вести токму за ова за што говорев. Искрено се надевам, ви благодарам уште еднаш на поканата.